Јас и Ико имаме една заедничка работа, исто ја сакаме мајка му. Сега тој се жена, сега само јас ја сакам мајка му. Иначе јас сум Зоки, работам ко шанкер, веќе 17 години, така сум и психотерапевт, по слободно време. Живеам до гробишта, кој што кажа братучет. Тоа е една елитна населба, што е најскап квадратот. Немој секој да се дозволи во денешно време. И таму имат тоа, кај што заврши животот во Охрид, имат гробишта, јас сум и стари ергени. Стари ергени не прамува бе луѓе што не се машини, тоа е карактерна особина е тоа. Пред кооперација се со тренерките од ЈНА со бели траки, мислам бели биле на времето, некогаш. Сега се само траки. Капче портокалја од некои избори и она седет и прават муавет. Ја оправијат ситуацијава цело време. Жена сум и јас, имам и дете. Да. Сочувство, знам, фала. Така да чим јас и Ико се женавме, за сите имат шанси во животот. Не сакирајте се. Да, и знаеш, ми викаат другари дека од кога ќе станеш родител, од кога ќе станеш татко, ќе ти се смени животот. Не им вервев, во право беа. Ми се смена 365 степени луѓе. Прво осетив промена кај мене. Станав многу поемотивен. Првиот пат кога донесовме бебе во дома, го стадовме на кревет, спиеше. Жена му е да се стушират, јас не знаеш што да правам. Во собава. Го гледаш твое, немаш контакт никаков и пуштив прст вака. Ме фати за прстов, 40 минути плачев луѓе. Ко ненормален, вака, реки да течет од мене. Жена ми дојде во собава, вика, Зоки, ови продавница купиш не? Шо ме плачеш? Ева те, пичуле, ева те. Да, и од тоаш немам прекинато со плачење. Сега плачам заш грбов ме боли. Заш на почетокот бев успаванка, сега сум забавен парк дома. И ми рече еден другар дека, кој што расти детел, кој што крева на килажа, болкава на грбостанни све појаке, се спуштат подолу и подолу. И во право е, пошто еден ден ке стани тинеџерка, ке напред 15 години, ке pain in the fucking ass. Друга работа што ја научив кога беше бебе, керка ми, многу битна работа, кога ќе плачи бебе, да не е твоето. Друго, колку сака нека плачи, твоето да не е, пошто ако е твоето, ќе треба да го земиш, да го крениш, да го заспиеш, па ќе те фатит грбот. И се појќе ги разбирам луѓе што заминале по цигари и не се вратиле појќе дома. Не дека би го направил тоа, ама ги разбирам. Сваќам од кај е причина. Сега до душе не може да го направиш, што порано било многу лесно, излези од дома по цигари, па првиот автобус до Драчево. Доста е, не мора нигде подале го дојдеш. Само пресели се, почни нов живот и топ. Сега за успешно дојдеш по цигари, треби, не знам, прво да ги стеш сите пари во кеш, да смениш социјални мрежи, да ги свалиш телефонот, да смениш лична карта, личен опис да смениш, нов пасош, да смениш начин на одење, пошто може на скинер да те фате негде. Накрај треба заминиш на некој место ко Сибир и Аљаска, таму е минус 50, на минус 50 ще ми куров ке ти се пуши цигаре. Не дека ја многу размислувано за ова, ама така е. Не, интересно е. Знаеш, и сега сум во период кај што треба да одлучам каков родител ке сум јас. Пошто имам примери на родители, едните се од родени во 50-60 години од бившиот век, од златната генерација на Југославија, оние што едва знаат дека имаат деца по дома. Тоа се моите родители. И овие новиве, младиве родители што се ептен препотресени по децата, не оставаат ни прашинче да падне на нив. И двата се лоши примери. И знаеш, цело време се среќавам со такви ситуации, си правам паралели, знаеш. Пример, пред некој време бев во Тинекс и видов едно дете од 5-6 години беше во количка го носе, мислам, во количка за деца онаква. И знаем дека све беше во ред со детел, затоа што почна еден момент да шутираат по продуктите, да се буни затоа што сакаше 10 сникерси, а мајка му имаше пари за 8. Си викам, во наше време ние вака да направи.
Немаше теорија, луѓе. Немаше шанс, имаше на работа што држеше дисциплината во такви моменти. То се викаше опулјот на тато. Изгледат вака. Тоа превод значи, што и да планираш следно да направиш, не прави. Пошто има да ми ти се вид сето пиче мајчино пред сите. Друга работа што видов исто по чаршија, татко беше со некој дете, го носеше за рака и детево му викаше на татко: "Море мајмун еден, тя залепа мене и ти кажам." Сикам мајмун еден, еј. Мајмун еден, да му речев јас на тато. Имаше ме шутират по цела чаршија, накрај на площад гол ке даеше со мене. Исто порано се знаеше дома, имаше златно правило. Најмалиот оид на продавница. За жал, јас бев најмалиот. И она кога ќе ме пуштаа на продавница, немаше пази преку улица си, некој ќе одиш, гледај лево десно, ако видиш непознат, бегај на другата страна, не. Даваја бројани пари, вика јас намислам дека ќе да се враќаш. Слободен си. Кога имаше гости, по 15 пати ме пуштаја. Вина, раки, пива, све имам носено дома. Мислам, тоа сватив прв пат дека можам брзо и ефикасно да пијанам луѓе, затоа сум шанкер сега. Сега за да пуште дете на продавница, прво се свиквит фамилиарен состанок. Заседават мајката, присутни се двете баби, двајцата дедовци, фамилиарниот миленик, пошто и да имат право на мислење во денешно време, и алфа комшивка. Таја тука е. Никој не вика, тама постои. И овај татко исто е присутен и прават муабет, разговараат како и колку ќе влијае тоа на психофизичкиот развој за детево да појде 300 метри до продавница да купи ќофтиња од соја. Море кој ќофтиња од соја, еден тон раки имам дома донесено, шо ми фали тева. Политичар не станав. Значи не сум ниту клептоман, не сум ни патолошки лажгор. Така, барем 2 од 10 Божји заповеди си поштовам. И ако заклуче дека е во ред детево да појде 300 метри до продавница да купи ќофтина од соја, тоа таткот е должен да го запали фамилиарниот дрон и да го прати детево лајв. Татко од гледа на екранов, мајкава на тераса е. Пошто таа не верби на технологија, мој да имате една секунда гличи кузни што ќе се деси. Страшно, исто имат различни ситуации такви, некој што си ги размислува, пример, беа на гости дома едни пријатели со дете мало и детево, само што седнавме, направивме кафе, почна сакам дома, сакам дома, сакам дома. Стана и си ојде. Ние кога ќе одевме на гости, во истиот момент кога ќе влезевме во куќава кај домакинов, децата не постоеа поиде. Ке не напикаја сите во една соба за деца, во 10 квадрати 6 деца вака ќе ги начукаја. И се останвеше на гости, се знај, тато дурне да пие. Дали тато ќе допие чашата, бокалчето, бочката или било што таму, тој си знај. Ти како ќе си поминиш во собава, твоја работа, дали ќе се дружиш со децата или чврги ќе еш цела вечер, тоа од тебе. Накрај кога ќе заврши, кога ќе реши тато дека се напил доволно, се отворат вратава и мама си ги зема децава да си ги подигни ти да. Ова беше мое. Она онде што спие и она на лустер. Зоки слегви. Обично јас бев, тој на лустер обесен. Исто сега родителите ги поддржаваат децава за све што прават. Мислам, нормално и јас ќе ја поддржувам керка ми. Мислам, уште од сега планирам, пошто веќе одит некое време, планирам веќе да почнам да учи боречки вештини. Не мора нинџа да е, не мора да иде на светски првенства, доста е основното да го знаете. Да мават машки помадиња. Пошто еден ден ќе се сретни со машки, а машки ве се идиоти. Мислам, ево, знам. Идиот. Ево ме.
И колку што ќе вежба, да, и јас ќе вежбам, не дека не, јас веќе почнав секој ден тегој, склекој, одам и на џиу-џицу, учам нови работи, планирам да ги зајакнам рацеве за еден ден кој ќе ми донесе 15 годишен pain in the fucking ass, кој ќе се поздрави со тато, сакам да осетит притисок. Кој ќе го фатам за рачето, да знај дека тој ако планира нешто неелбо на керка ми да и напред, тато него ќе му вид матер. Фер. Не, ама стварно некојаш претерве со поддршка родителиве, тоа го приметив кај ни пријатели, ме викнаа на гости. Уствари ме викнаа да креваме троседи, не беше тоа на гости, ама тоа е. Видов, имаше на еден пиедестал таму поставен, некој трофеј, дете во сликано кај што го зема трофејов, викам и браво малиов, фудбалар. Вика татко, да, искрени зачиве, горд татко, играт малиов, добар е. Викам, ова најдобар голгетер беше? Не. Голман најдобар? Не. Најдобар одбранмен? Не, за учество му го дадоа. Некои деца таму играле фудбал, ова се дружело со нив, му дале награди, овие го клале на пиедестал, го осветлиле кој да е руска проститутка. Та ми прости софрава. Не, стварно, мислам, не ми е јасно. Јас бев на такмичење пред неколку години од теквондо тренирав, бев во Босна на надпревар. Таму имав 3-4 борби до финале. Стигнав до финале и изгубив од бивши светски шампион. И бев презадоволен затоа што убаво бегав од чотек. Накрај освојав сребро, не јадев чотек, многу. И се вратив дома после 20 кусур сати патување. Само што стигнав дома, татко ми беше разбуден. Влегва ми вика, дојдов. Џокович што направи вчера, бе? Никако си, ни дали си јаден, одиш туш, не. Јас сум бил на такмичење, сум се тепал таму, голема работа, деца ко деца, ке се степет, ке се смирет, никому ништо. Битно е, Џокович што направил, јас да сум жив и здрав. И сега, уште веќе 3 години скоро ќе пред керка ми, не можам да одлучам каков родител ке сум, пошто немам време. Немам време, луѓе, иде сум ни наспан. Плюс во последно време некои кошмари ме јадет, тут страшно е луѓе. Една вечер сонвев дека некоја киднапирал жена ми. Малку и среќен бев тоаш, ама... Не, кошмар беше, озбилно, мислам, некој таму бивши на другарка незнина со некој други се сдружиле, а ки напирале, па ми пуштија писмо, нема пари толку, па не знам, се заборчив кај лихвари. Беше од оние соној кај што одиш негде, ама не можеш да стигнеш цело време, ви текви сте ги имале сигурно. Но време се разбуди во паника, се свартим, гледам жена до мене, проверив, мојата е, добро. Борете, подмирени сме. Другиот ден сонев еден кошмар, комшииве ми станаа зомби. Не мртвите, жививе правиме муавет. Зомби апокалипса во Лесковец, то ние го викаме мртва сабота. Па исто после тоа сонев многу заебан сон, правев некој ДНК анализи, испадна дека керка ми не била моја. И не беше то најстрашно да речам, уште пострашна ми беше реакцијава на луѓето по сонот. Сите му бедве кај, уживај голема работа. Не било твое, да е живо и здраво. Абе, нека е живо и здраво, јас не викам тут. Не е криво детето, абе, никој не го криви детето. Процесов на правење на детето го кривиме. Страшна работа. Станав исто, поуморен од пред да си легнам. Влегвам од дневна веќе, гледам керка ми си викам. Немој да не е моје, бе. Немој да не е, исто е ко мене. Озбилно, исто е ко мене. Мислам, брада нема туште, ама... Многу личим, исти црти имаме. Реков, ова мој да не е од мајка е. Мој, сигурно е. Викам, дента, жено, сега ќе се спремам, ќе пишам материјал, три за Скопје да се спремиме. Вика, добро, ама јас имам работа, ќе излезам, ти чувај го момичево. Та, окей, среќа живееме во иста куќа со мој вет, ја се спрат подолу. И вика, мајка, заиграм малце, па ќе спуштам долу, јас ќе пишам. И почнавме да играме со керка ми, нешто, и вика, мајде сега, оди долу кај баба и кај тато треба пиши материјал. И вика, не требиш, пишиш, ич.
Молим, викам не стварно треба, пошто треба пред луѓе да излезам, да наставам, треба да ги насмеам, треба да сум интересен. Ме гледат Бранч. Бранч ми викат керка ми, од поанимираниот филм онај Тролс, ако го имате гледано. Таму главни улоги се машкото е Бранч, то сум јас, женската главна улога е Попи, керка ми, мајка ја викат лошата вештерка. Сама одлучи така, никој немаше влијание на тоа. Сега ја даде друга улога, сега ја викат облачето. Значи Тролс трај сат и пол, облачето се појавува 20 секунди. Таква улога имат мама за не се може. Мојте да замислите кој е најсреќен за поделбава на улогиве дома. This guy! Викат Бранч, качи се на креветов, имат ход лава долу, ке си играме Finding Nemo. То играва значи дека ке се пикаме под кебе, ке глумиме дека гњуриме и ке го бараме Немо. Откако ке го најме Немо го јадиме, пошто од Охрид сме, сепак. Откако изедовме едно 20 кила немовци, викам ајде сега да те спуштам долу кај бабе кај дедо да пишам материјал. Викат ајде, окей. Ја спуштив долу, се качвам со трчање, отворам дефтерот, пенкалото го зедов, телефонот ми звуна. Жена ми. Викат шо преш, ја викам само што почвам да пишам. Супер, викат, да ми помогнеш ручек да направиме. Кај си, викам, не те гледам, како ќе ти помогнам, не си тука. А не, ке дојдам јас за 2 сати. Аха. И шо три да направим, викам, за да ти помогнам? Абе, реброто и стајно ти е, викам, знам, ребрата и стајни, не се уште од време на Адам. За сега ние време да немаме. Не, викат, слушај, ваму, комедијанту еден, реброто и стајно од фрижидер. Јасно? Значи, ке го маринираш со сол пипер, ке клаиш малце лукче измеѓу, мајчина душичка одгоре, маслиново масло, од тавчето ке клаиш вино, во виното можеш рузмарин малце да клаиш, на 150 клај го вредна, и викам, а ти шо ке направиш? Ке јадиш? То ке е помошна твоја? Не, викат, јас салата ке направам. И викам, браво, помош неверојатна. Се изнервирав скроз, лупнав на маса вака и станав ручек да правам. Во средина на спремање на ручеков ми текна дека од салата дома имаме само спомени. Од прошлото лето кој имавме дома зеленчук, си викам шо салата ќе направи женава, не знам, ќе видиме. Завршив со спремање на ручекот, кладов реброто на 150 степени и таман седнав да пишам пак материјал, ето ја керка ми со плачење од долу. Тато! Да ме бациш! Се гребнала нешто таа и сега мора да дојде кај тато да ја баци, пошто иначе нема да помини. Ја бацнав луѓе на то гребањчето, ко ме олјути, оган ми излезе од устава. То мојве на мачкале со некоја масо да лое вера или бело, која друга вера не знам. Ама не вера ке да беше. И тоа сватив дека уствари дедо ми, баба ми мене појќе ме сакат колку мама и тато што ја сакат, керка ми. Јас кога ќе паднев не ме мачка со масло да лое вера или со нешто што можеш во аптека да го купиш. Со ракија ме мачка. Кога ќе ме намачка уште 3 дена после ме болеше, ама дедо ми одуста, ваѓаше за мене да ми е поубаво. Јас заиграв некако нешто, почнав да се глупирам за да не плачи, ти викат, бе Бранч, колку си смешен, и викам, тебе смешен ти сум, ама после Скопје ќе го јадам курото, но... Шо ќе јадиш? Ништо, викам, ребро ќе јадме после уживај. Не, знам заш ми вика така, ми прави лице и та не мисли дека сум смешен, ми прави лице заше рак во хороскоп. За тие што си поштовате хороскоп, то значи дека е емоционален манипулатор. За тие другите што не... Ево, ракови бе. За тие што не знаете од хороскоп, то ние го викаме жена. Фала сите тројца машки што дадовте аплауз. Нема врска. То ми прави така лице, пошто требаше да има една продавница. Ако ќе има една продавница, таа си имат мени. Знаете што сака да си купи стално. Влегнеме в продавница и прво земат мало сокче тетрапак, вива сок во фолија, сок од пола литар, сок од 2 литри и туна. Не е туна.
Не знам зашто зема детево туна упорно, ама не знаете со која брзина ги реди туниве во корпа. Она јас си стаја туна во вратија на сталажа, сврти се со продавачка, нешто муаве да направам, гледам 3 туни. Шо правиш, ало? Таман ја кандисав да не ја зема туната, поиде авокадо да купила. Викам, ти знаеш што е ова? Знам, авокадо. Оцко вака е, 3 години ќе прави. Веќе е жена. Викам, Керко, таа ги покренаја плативе во ред, ама све друго исто така кренаја, така да немојме да се дозволим уште авокадо. Трето уште 5 пати да ги зголеме плативе, за мојме авокадо да купим. И она ме гледаат вака и само го кладе авокадото в корпа и се замина. Дека јас го сакам, ова ти слободен си, што сакаш зборови? Сваќаш дека имаш работа со 3 годишен терорист. Немат преговарање. И на крај реков ќе оземе авокадово, ќе се запишам, кредит ќе кренам. Викам на продавачка, ево ова што е во корпа, и еден жилет дај ми. Вика, што ќе се причиш? Не, викам бубрегов да го истам за многу години. Се вративме дома, беше дојдена и жена ми, седнавме да јеме, се препукав ко ненормален, пошто нема време претходно да јадам, изедов колку што јај просечен африканец на годишно ниво. Не можев да дишам по. Имаше салата направено жена ми. Да ја пофаќам, мислам да не испадне дека само ја кудам. Имаше салата направено, се преадов, викам сега жена одам да дремна малце, пошто немам енергија за пишење. Вика, оди. Озбилно? Да бе, оди лек. Сигурна си? Да бе, да, вика, оди слободно. Немој после да ме зајабиш нешто, викам, рече, пред Светоков. Овај. Ојдов луѓе в спална, се залетав, скокнав, заспав и паднав на креветов. И одма кошмар ме фати. Најлошиот, мислам, досега што го имав имано. Сонвев дека со бандава седнати бевме на кафе, она лабаво све и ето ти пак зомби од таму. После свативме дека не се зомби, уствари, ко се приближа, свативме дека се Цеца и Елена Карлјауша. Не нашминкани! Тоа беше све од мене, фала ви многу, супер публика сте. Задржете го аплаузот за Никола Братуче Силјановски.